Кривичните судови функционираат само како подружници на јавните обвинителства, а не како непристрасна страна која треба да ги третира обвинителите и одбраната на еднаков начин. Подкрепа нова е фактот што според статистиките од извештаите на ОПСЕ и Државниот завод за статистика, само околу 1,7% од обвиненијата што ги поднесуваат обвинителите завршуваат со ослободителни пресуди, додека дури 98,3% се во корист на гонителите. Практично од 100 пресуди само 2 се одбивање на обвиненијата. Условно кажано, поуспешно обвинителство од оние во Македонија има само во Северна Кореја, Кина и Русија, каде постои само 1% одбраната да освои победа и да го собори обвинението, вели адвокатот Јанаки Митровски. Причината зошто на судиите им е тешко да ослободуваат, Митровски ја лоцира кај повисоките судови. 99% од ослободителните пресуди барем еднаш ги укинуваат, со што се наметнува една состојба на пониските судови дека треба 3 пати да размислат пред да донесат ослободителна пресуда. Доминантната улога на обвинителствата се гледа и во одлуките за мерката притвор, зашто кривичарите често знаат да негодуваат дека не е оправдана и не се слуша судот за човекови права во Страсбург, според кој притвор се одредува само во нужни прилики. Од најголемиот кривичен суд во Македонија, каде што и состојбата е најдобра заволјена вистината, дека во последните 4 години во 98,7% биле прифаќани барањата за притвор. Само еднаш за куќен притвор е одбиено барањето и е дадена поблага мерка, додека барањата за притвор во 98,7% се прифаќани, што е екстремно висока, што е не само што е екстремно висок процент, туку и контра на праксата на ЕСЧП, каде што јасно се кажува дека за притвор. Само за споредба, во Америка шансите адвокат да собори обвинение пред суд е далеку поголема, дури незамислива во однос на Македонија. Во Флорида 55% од пресудите се осудителни, но во контроверзната држава Тексас, која е трета земја поред со изречени смртни казни, веднаш по Кина и Иран, 70% од пресудите се осудителни. Според македонскиот устав, секој е невин додека не се докаже спротивното, а обвинителот и одбраната се еднакви странки пред законот и пред судот. Но тоа е само мртво слово на хартија, со оглед на статистиките и реакциите на правната фела. Македонското правосудство е на слабата алка во системот и е честопати критикувано од страна на меѓународната заедница за непостапување и политичко влијание во големи скандали за корупција.